Огромна поважност, заборавена по третман. Темата за транспортната инфраструктура ниту го добива соодветното внимание, ниту потребната акција. Смета Антони Пешев, поранешен министар за транспорт, од времето кога државата ги поставувала темелите на транспортната политика. Тој вели дека многу е тешко да се говори за проблематиката и развојот на коридорите, бидејќи тоа е една од многу ретко споменуваните теми во политиката, но и во бизнис животот. Според него, дури во предизборните кампањи, транспортната политика нема доминантно место, а целиот живот на една држава е врзан околу транспортот и можноста да се движат и луѓето и стоките. Македонија сите овие години како да се наоѓа на слеп полосек, а се наоѓа уствари на пресек на два битни паневропски коридори. Значи на коридорот 10 кој иде од Грција према Србија и коридорот 8 кој иде од Турција преку Бугарија, Македонија, Албанија до Италија. Значи географската состојба не кореспондира не кореспондира со фокусот на проблематиката на развојот на коридорите. И морам да признам дека сите останати држави посебно внимание му посветуваат на елементот на развојот на коридорите. Ја не слушам многу често анализи на оваа проблематика, а битни се. Битно е да се разбере дека и покрај тоа што можда не е толку забавно како некои дневно политички случувања во државата, битно е да се разговара дали тоа што оваа структура е битна за развојот на генерално на економијата. И овдека би сакал сега да ви раскажам една приказна која може да ќе биде интересна. Направена е слика на Европа, ноќно време, 2010 година, во која можело да се забележи дека Европа не е осветлена подеднакво. Значи има сегменти на Европа кои се осветлени многу и има сегменти кои се мрачни. И некако тоа ја иницирало амбицијата да се открие која е причината заради неравномерниот развој. Некако светлата индицираат и се во директна корелација со развиеноста на регионите во Европа. Се покажува дека една група од економисти и научници дошле до идеја да го споредат осветленоста на Европа со мапата на стари римски патишта од 117 година кога била Рим многу развиен. Ја поставиле мапата на осветленоста и нашле енормно голема корелација помеѓу развојот на патиштата римски и развојот на државата. Подоцните истражувања покажале дека тие се директна консеквенца на развојот на денешните современи патишта и се во директна релација со економскиот раст во тие периоди. Пешев вели дека овој пример покажува од емисијата на транспортната политика. Не е само просто поврзување на точка А и точка Б, туку дека се работи за посложен концепт, од кој што зависи целокупниот економски и општествен развој на земјата. Иако властите добро го знаат ова, фокусот и посветеноста изостанува. Кои се причините? Што мислите? Освен да речеме недоволно внимание, посветување и слично, на што се должи ова неангажираност? Знаете како инвестициите во инфраструктурата немаат невидлив импакт веднаш, нема популизам. Значи во нив треба да се инвестира, а бенефитите ќе ги собирате низ годините подоцна. Некоја друга влада ќе ги собере бенефитите на нешто. И тоа често ви се случува зашто они другите да го земат бенефитот од инвестицијата во инфраструктурата. А од друга страна па државата мора да функционира. Ако земете сега ова што се случува сега, апсолутно мислам дека требало да се случи многу порано. Ако се трне настрана развојот на патната инфраструктура, она што уште повеќе загрижува е состојбата во македонската железница, каде што проблем не се само слабите инвестиции и реформи, туку и фактот што и оваа влада не направи ништо на тема либерализација на железничкиот сообраќај. Повторно популизмот меша прсти. Железницата е голем бизнес. Не е бизнес, не само бизнес. Железницата запослува многу луѓе. Ако тргнете во некаква си драматична процедура на промена или ревизија на позицијата на државното предпријатие. Ќе значи отпуштање, Нашата железница тоа го видела, пазите, не зборам од сега, они повеќе од 20 на години забележале дека треба да влеча и железници да се одвои. Ние знаеме дека треба да се одвои инфраструктурата земјана од операторската функција на железницата. И моментално светскиот тренд, без разлика колку тоа глупо да ни звучи, иде по правец на тоа да земјените линкови, односно железничките пруги, се во собственост на државите и за тоа се плаќа километар тон, а операторите работат по принципот на кој работат авиокомпаниите. Значи, ви имате современиот концепт на превоз со железници, разбира дека еден оператор го зима возот од
позиција некаде било каде во Европа и го носи на некоја позиција која не се работи во државата. Доскоро уште имаме концепт во кој националните железници си го превземаат вагоните на секој граничен прелаз и тоа додатно прави чекање и успорување на движењето. А да не говориме дека Балканот е пун со граници, да не говориме дека Балканот е пун со функционални, нефункционални, полуфункционални предпријатија. А да не говориме тоа. Нестандардни железнички принципи. Југославија дека беше едно, може да имавме некаква хармонизација на сигнализациите. Сега имаме проблем со хармонизација на сигнализацијата по цела должина. Се говори за мултимодални возови, се говори за нова концепција на возење по железници кои треба да бидат апсолутно модернизирани. Во однос на европските интеграции и можноста со влезот во Европската Унија да се подобрат овие состојби, Пешев вели дека нашиот став мора да биде проактивен и да не чекаме Брисел да ни ги заврши домашните задачи. И да почнат преговорите ќе помине многу време додека формално станеме членка. До тогаш мора да преживееме, вели тој. Како тоа практично да се изведе? Ве прашуваме ве за неколку да наброите клучни проекти според вас во инфраструктурата што треба денес да почнат да стартуваат за да дадат ефект додека преживуваме. Го споменавте коридор 8, кои се тие другите елементи што треба да се клучат? Еве на пример, кога имате проблем, ќе го споменам Косово, тогаш и сте фокусирани на проблемот, го решавате проблемот. Косово беше отсечено комплетно. Ако се додадете на таа работа дека у комуникацијата со Србија имаат сериозни проблеми, за нив тоа беше отсечена територија без никаква шанса за комуникација. Отварањето на коридорот према Албанија, значи преку Кукс таа линија, еден многу тежок пат кој проаѓа. Што брзо се изгради, Што многу брзо се изгради. И брзината со која они го форсираат патот према нас, укажува дека они ја сватиле потребата за елегантна комуникација, особено према пристаништата. И сега ќе видите дека они ќе излезат побрзо на пристаништата во Драчи и Солун, ќе сватите уствари дека нивната фокусација на патиштата била добра. Она што не го разбираме, на пример, зашто не направивме брза миграција на приоритетите према развојот на овие 20 на километра, 25-6 километра до границата со Косово, а знаеме дека Косово се наоѓа многу високо во нашите економски приоритети, особено заради тоа што имаме во размената голем суфицит. Можеби единствената држава со која имаме сериозен суфицит е Косово и да се искористи моментот. Знаете како ќе помина 10 години и ако чекаме тоа да се деси, може ќе го немаме и суфицитот. Ќе се отворат други граници, ќе функционира друга. Значи моментот треба да се респондира на моментот, треба да се биде патиштата не чекаат освен стратегија, треба да се имаат некои стратешки правци, меѓутоа треба да се респондира брзо. Ако се губите во стратегија, се губите во стратегија и не преземате ништо. Ви благодарам многу за интервјуто.